Пештерните цркви, почитувани гледачи, била честа тема и на телевизија Морис. Благодарен е на нашиот сограѓанин и истражувач Гоце Ангеличен Жура, безмалку сите пештерни цркви во Охридско-Преспанскиот регион, а добар дел и пештерните цркви од подолината на реката Треска поминале на нашата програма и во посебен стил и посебно сознание. Добро знаеме дека всушност истите се појавувале во средниот век како зачеток на манастирскиот живот. Ако е веќе ова констатација, тогаш и не треба многу да се зборува. Зачеток воопшто на манастирскиот православен живот лежи на овие простори. По таа повод, што и всушност ова ќе ни биде тема за разговор, посебно и чест задоволство ќе ми биде да го представам нашиот гостин во оваа емисија, истражувачот, неуморен писател, наш сограѓанин Гоце Ангеличен Жура. Добро ни дојдовте, господине Ангеличен Жура. Благодарам, добро ве најдов. Како стоја да работите, вие зедовте еден нов правец на размислување во православието. Поинаку кажано, истражувајќи ги пештерните цркви во денешните граници, ги преминавте, па дури ги чепнавте албанските и грчките простори. Та нели ова наликува на едно ново зближување? Всушност, вие укажавте дека некогашниот, односно сегашниот поделен простор некогаш бил единствен. Би сте сакале да ни позборувате токму за тоа на самиот почеток? Пред се уште да заблагодарам за вашата понуда, што да бидам, мислам, учесник во ваша емисија. И јас вашата телевизија мора да назначам и многу ја почитувам и ценам, и затоа сакав и во денешниот ден и мувабити разговор да ви пренесам некои мои нови откритија и работи што навистина ќе му се допаднат како вас, како на телевизиска куќа, така и на неуморните и вашите гледачи. Пред се да кажам, во ведниот дел ви беше на место и одма да укажам дека монашкиот живот на овие простори во Охридско-Преспанскиот регион, што беше тема за мојата трета книга, што излезе оваа година, под наслов Пештерните цркви и монашки живеалишта во Охридско-Преспанскиот регион, убаво кажате Република Македонија, Република Албанија, Република Грција. Во тоа време со доаѓањето на Климент и Наум на овие простори е зачетокот на монашкиот живот. Како што пишуваат во нивните житија, во нивните апокривни книги се зборува дека Климент и Наум кога построиле своите манастири, знаеме светиот Климент го построил на Плаушник, свети манастирот посеб на Пантелеймон, а свети Наум на јужниот брег од Охридското Белото езеро го построил манастирот посеб на Архангелите. И тие биле основоположници на монашкиот живот. Подоцна, да кажеме, во 13-тиот и 14-тиот век на тие места, каде што тие богоугодници го поминувале целиот свој живот во пост и непрекината молитва, пренесувајќи се кон Бога, во подосежниот период, како што напомена, во 13-тиот и 14-тиот век, се развија новиот правец Изихазам и од тогаш потекнува сите овие пештерни цркви на бреговите од Охридско-Преспанскиот регион. И да потенцирам оно што го напоменавте, да не се повторувам, навистина во тоа време. Со доаѓањето на Климент и Наум, значи во 9-10 век, овие простори денеска кои се со една вештачка граница, нали, знаеме кога е поделена Македонија, тогаш потпаѓале под една иста етничка и културна средина. Јас сега преку својата книга барем во еден правец да ги доловиме минатото, 10-тиот век, па се до 19-тиот век. Тоа беше, значи, содржината на мојата книга. Многу добро, дека пронешниот живот на нашите свети оци не знаеле за граница, потврдува еден настан кој што деновиве под мотото Ниш и Византија се одржа во Ниш. Значи пак преку една вештачка граница. Колку имаше смисол да се одржи на ваква средба и да дојде до израз целокупното православие на Балканот, деновиве токму во Ниш? Пред се да ви кажам дека како чест ми беше да присуствам на тој светски симпозиум кој се одржа, како што напоменате, во Ниш од 3 до 5 јуни овој месец. Чест ми беше што бив единствен представник, мислам, од Охрид, и може би да кажем еден сам колега од Скопје беше. Иначе симпозиумот беше посветен, Ниш и Византија наставот беше, но посветен беше на
големиот француски византолог Габриел Мие. Иначе тој е роден во 1867 година во Париз, Франција, умира 1953 година, но тој е неуморен, еден од најголемите византолози кој го познава живописот и иконописот на балканските простори, голем проучувач на македонската и српската уметност во средновековието, напишал бројни книги, посебно за хиландарските манастири. Значи, тој симпозиум беше посебна некој, но голема чест, повторувам, ми беше мене, бидејќи тој симпозиум. На тој симпозиум присуствува, како што ќе видиме, присуствува стручњаци, научници скоро од целиот свет, од Сорбона, од Америка, од Калифорнија, од бившите републики на балканскиот простор, да не зборам од Полска, не можам да ги редам сите, но вистина голема збиднување беше што тој симпозиум имаше чест да го отвори. Мене чест ми беше ушеднашка да не повторувам, да присуствувам на него, нашиот еминентен византолог, историчар на уметност, председател на Македонската академија на науките и уметностите на Македонија, академик Цветан Грозданов. И навистина тоа беше великолепно. Вие бевте во прилика да се представите со своето ново издание Пештерите цркви на брегот на Охридско и на Преспанското езеро. Сигурно е дека успетно имавте и почесен збор, но и еден филм 14 минутен, кој што во продукција на Пржин успеавте да им презентирате дел од пештерната убавина во нашиот крај. Ние ќе бидеме во прилика да го погледнеме материјалот и успетно да коментираме што всушност имавте намера да им презентирате и како беше тоа прифатено од византолозите, како ги нарековте. Па мора да се пофалиме, бидејќи сега ќе имат вашите ценети гледачи за прв пат и вие, како што реков во почеток, како почитувана телевизиска куќа, што многу ја ценам и почитувам, ќе имате за прв пат чест да го видите овој филм, да го наречеме така, едно CD, со кој се представи за прв пат јас на Нишкиот симпозиум. Да бидам малце сега, не да се глорифицирам, не само тие типови, но мора да се пофалиме дека после мојот настап на вистина присутните беа чудоневидени, бидејќи таму сите со своите така настапи има обични слайдови, да не ги подценјаваме нашите колеги, но за прв пат тие го видеа ова CD и беа воодушевени на мојот настап, кога му кажав после мојот говор, после мојот воведен дел, за што ќе зборувам, му кажав дека уште 15 на минути ќе гледат тоа непроценливо, да кажа македонско, некогаш, но, значи, како што напоменува тоа јентно климат и нам богатство, па све до 19 век, значи нови простори на Охридско-Преспанскиот регион. Во тоа CD ќе видите преку 200 колор фотографии, како што видоа и тие на тој симпозиум, и не да беа чудоневидени и неохридски, да речеме, еден вид шешардисани, навистина беше прекрасно. Плодовите, мислам, ги собраме јас и мојот почитуван академик Цветан Грозданов, што за прв пат тоа го видоа, за прв пат ги видоа тие 25 пештени цркви, за прв пат се прикажа све во колор, преку 200 колор фотографии, што досега не, мислам, виден на овие не само балкански простори. Јас бев така како таму представен како еден од најголемите неуморни истражувачи на пештените цркви воопшто на балканските простори прошироко, кој напишал досега единствено 2-3 книги само за овие монашки живеалишта, што досега не биле предмет на проучување на големите византолози. И навистина беше чест што ја представи в Македонија, пред тој светски конгрес, баш како што знаеме да ние не сме политичари, да не навлегуваме во политиката, баш кога каков е односот на Српската православна црква спрема Македонската православна црква. Ова беше еден доказ, значи дека граници нема, мислам, за уметноста, за нашето творење, да докажеме за нашата самобитност, да докажеме, мислам, кои сме и што сме. Предлагам, господин Англичин Жура, заедно да погледнеме филмот, односно фотографиите што беа презентирани на симпозиумот на деновите на Константин и Елена или на Ниш и Византија, каде што овој пат им беше придаден во чест на Габриел Мие. Тоа што гледате, започнуваме со Пештената црква во Канево, бидејќи и замислата на мојата книга беше, која ќе дојде некој странец, значи го почнуваме од Свети Јован Канево,
па го прошетуваме целото Охридско езеро, кога завршуваме Република Македонија, се префрлиме Република Албанија, па доаѓаме пак во Охрид и потоа се префрлиме на Преспанското езеро, Република Албанија, Република Грција. Ова е Света Богородица од Велгошти, Пештина црква, се оди на Тодорова сабота, е Свети Стефан Панцир, на 5 км од Охрид, од 14. век црква, но истина со овој лепен живопис, ова е Деизис, представата на Деизис, Јован Крстител, како се моли за спас на душите на грешните, Исус Христос. Ова е единствен напис на Пештена црква, каде се зборува дека тоа го направиле жителите од Охрид и од Шипок на околица. Григорije Богослов. Овде сум јас во Пештан и во Богородица, Света Богородица Пештан, кога истражував. Ова е интересна композиција Вознесение Христово. Раѓањето на Богородица. Е успението, смртта на Богородица. Ја мислим да чест да се не знаеме, да ви кажам, почитуван господин Јован, каква велепност и павина има во овие пештени цркви, тоа се не истражени на овие простори. Значи знаеле и монасите и во тоа време кај живеле, кај ги правеле, мислам до брановите, до водите на Белото Охридско езеро, на тишина, мир, затоа како што ставаме знаете дека монах значи осаменик, така манастир соба за осамени. Ова е Свети Никола во туристичкиот камп Љубаништа. Има фрески на карпи, ете го влезот. Ево, сликување на во пеколот е Исус Христос лево, долу се представени Деизис, Исус Христос, Богородица и Јован Крстител. А ова е представа на Света Петка. Тоа се во пилатот, господин Жува, дека всушност испосниците барале доста закриени места за како свое живеалиште. Одвај приступачни, вие тоа ќе го докажете дури и при посетата на другите цркви во Албанија и Грција. Зошто тоа се случува? Тоа право сте, смисолот на животот на монасите бил, значи, оставале све што е богато, све што е фамилии, своји, целото богатство го давали на сиромаси, се повлекувале во најискрените простори. Ти го празднувам потоа, ова е интересна слика, да ви кажам, ова е Свети Никола, во времето на име Роџа, ова е на островот полуостров Лин, еве јас тука сум насликан, тие црквата Свети Никола е претвориле во бункер, одбранбен, и сега му дозволиле икони натре има, па јас ги. Ова е селото Лин, и одозгора ќе видите огромна базилика Свети Танасија од 4 век, посветена. По големината нова базилика некогаш се мислело дека стариот лихните Охрид се наоѓа на овој подостров. А onda да се вратиме на вашето прашање, тие се испосниците монасите имале едно сваќање во животот само да се молат на Бога, непрестанно молитви, покаяние и се извинувам, биле анонимни, го криели своето име и потекло, се тоа духовното херојство го вградувале во каменот, во пештерните цркви. Тие бегале од населените места, за разлика од денеска, ако сте приметили, мислам и пештерни цркви ќе се во населени места, некогаш не биле. Так. Ова е во селото Раке, Албанија, и сега се враќаме, значи после Албанија враќаме на круг со Чамец, се враќаме во Архангел Михаил, село Радожда. Великолепна пештена црква, јас овде метнав фотографии во мојата книга од постарата, сега е малце цивилизирано со оние бетонски скали огради. Јас во мојата книга стави фотографии пред реконструкција на црквата. Еве Архангел Михаил на коњ, на кого е посветена црквата.
Ова е каниште само да коментирам филозофот Кирил и Климент Охридски погрешно досега во српската иконографија зборува дека ова е Свети Сава, практички ова е Свети Спиридон, преходно беше Свети Климент и мисля Кирил Методи, затоа мораше да се вратиме. Иначе тие го окриеле своето име, своето потекло, како што намени напоменав, а своето херојство го вметнуле во камено, својата снага. Тие само контактирале за да станат што погодни кон Бога, контактирале само со Господ. Еве како што на моментот се спас. Навистина по реката Сушица велелепен и прекрасен објект, мислам. Знаете што би сте сакал ние, господин Журе? Поминавте многу пештени цркви, али на овие простори како да има уште. Дали ќе продолжите со истражувањето? Па Бога ми ќе продолжам. Јас, како што напомнав, втората моја книга беше посветена на пештените цркви на брегот на Охридското езеро, мислам наша македонска страна од Радожда до Светинао. Сега има можност во третата книга, значи да ги обелоденам, да ги објавам сите овие пештени цркви. Но сега јас уште 94-та година имав некои научни теренски истражувања по реката Бабуна, пред Тито Велесите во селото Црквино, имаме лепни пештени цркви и со вас мислам еднашка ние имаме еден така конструктивен муабет да поминиме и по реката Треска, па да добиеме една целосна слика за тоа монаштво што било навистина развиено на македонските простори од 10-тиот па се до 19-тиот век. Еден таков комплет, сигурен сум дека ќе ја докомплетира идејата за овековно очување на монашкиот живот на овие простори. Ние од срце ви посакуваме многу успех во следното истражување, господин Ангеличин. Благодарам за поканата ушенушка и да ви кажам, сега добиме на понуда да кажеме, затоа што може би не напомнав, книгата беше посветена на македонците од Долна Преспа и сега пред некој ден така народски кажано ми се јави председател од едно темелко на македонското друштво Преспа од Пустец и ме покана, нали сега се формира, треба да се радуваме македонска партија во Албанија и ме покана на промоција на овие пештени цркви што беат и тие дел. Јас во моето поговор зборувам дека тие многу ми помогнаа кога бев таму на тие простори. Ината работа ќе биде да одиме таму овие денови, да презентираме ова све што го напишеме, дека е посветено на никве книга, дека што напоменав. Па понатака
со Господ напред да речеме здрави да не послужит, па ќе продолжиме со теренските истражувања и ќе бидеме мислам гости пак во некои наредни дни емисии на вашата ценета телевизија. Сигурно останува да ви посакаме многу среќа и да се заблагодарам уште еднаш испред сите наши гледачи што зајавте учество во нашата програма. Благодарам на